Спротивставени дискусии на денешната седница на Советот предизвика извештаите за реализација на програмите за работа на општинските спортски сојузи. По оваа точка советникот Венко Крстевски истакна дека е потребна стратегија за спортот во Кочани и тоа од компетентни стручњаци, бидејќи тоа што се случува во училишниот спорт не предонесува за соодветен и динамичен развој. Затоа уште еднаш ќе повикам, можеби и по 35 пат од оваа говорница, дека локалната самоуправа треба да изготви стратегија за спорт на територија на општина Кочани. Стратегијата не може да ја изготват комисијата која што беше формирана од страна на лица кои што се припадници на клубовите, бидејќи сите си вртат кон своја страна. Тензичноста кај дискутантите се зголеми, откако секретарот на општината Александар Јосифов го прозва советникот Крстевски дека тој и ГФК Осогово трошат 50% од средствата, што не е малку. Значи цело време зборуваме и ги кажуваме причините, последиците, како да ја подобриме состојбата. Јас само ќе ве потсетам дека над 50% од средствата од програмата спорт ги трошите лично вие или клубот со кој вие директно или индиректно имате влијание. Значи 50% не е мал процент да влијаеме на глобалната слика на спортот. Заради тоа да не ги гледаме причините само во себе, некојаш треба да се погледнеме во огледало и да ја најдеме грешката. Нешто следуваше реакција на советникот кој го обвини секретарот дека лажел и побара извинување. Барам јавно извинување од страна на секретарот, бидејќи вашата неспособност не може да ја кажувате преку лични дискредитации. Кој ние ги трошиме парите, кој лично јас ги трошам парите. Не ли ве е срам? Еве, кажете одговорници. Кој ги троши парите? Како може така да излегувате на говорници и да лажете безсрамно? На тоа следуваше контрареакција на секретарот Јосифов. Значи овие 2 години единствено, можете да потврдите, еве во очи ви гледам, значи за исплата на средства на Осогово се јавувате лично вие. Значи ја можам да кажам дека за првото тромесечие за 2 дена преку 100 пати ми се јавивте. За да заврши со повторно барање за извинување за искажаните невистини и своевидно предупредување. Ќе ве молам да се извините за невистините. Вие свесно кажавте дека лично јас ги трошам парите. Тоа е свесно кажана невистина. Ако играме така, ако се лактаме, верувајте дека можам да бидам многу погаден од вас. Пошто дискусијата влезе во помирни води.